И сега во живот Солун објаснувач. Објаснувач како е времето таму. Баш така, Гоце, јас сум сега во Солун, времето е убаво сончево и дува слаб северен ветер од јужната страна. Но кажи ми, Гоце, дали ти знаеш од каде доаѓа името на Солун? Па не знам. А би сакал да знаеш? Па кажи. Добре дојдовте во Солун, најголемиот град во Егејска Македонија. Во ова видео ќе ви кажам како секој регион, град и планина си го добиле името во Егејска Македонија. И исто како во претходното видео ќе ви кажам за официјалните имиња и за традиционалните имиња. И додека сме веќе во Солун, ќе почнеме со Солун. Името на Солун има античко македонско потекло. Изграден во 315 година пред наша ера, овој град бил именуван од тогашниот македонски крал Касандар. Името кој го дал на овој град било Тесалоника, во чест на неговата сопруга со истото име, која исто така била и полусестра на Александар Македонски. Со ова дознавме од каде доаѓа името Тесалоники, но од каде Солун? Па кога овие решиле малце да се шетаат низ Европа, дошле овде кај Тесалоника и решиле имево многу е долго и само им текнало да го скратат името. Одма западно од Солун се наоѓа Пиерската област, овдека се наоѓаат градот Катерина и планината Олимп. Градот Катерина, на грчки Катерини, го има истото значење. Името потекнува од Света Катерина, маченичка од раното христијанство. А по името на планината Олимп е нејасно и никој не знае од каде потекнува, само има теории. Главната теорија е дека потекнува од старогрчкиот збор Ол, што има милиони значења во старогрчки јазик. Али јас, за да се осигурам, отидов да го прашам ChatGPT. ChatGPT ми ја кажа оваа теорија, но исто така кажа дека може да потекнува од древен хински јазик, што не е ни вистински јазик, он сам си го потврди дека не е вистински. И регионот Пиерија си го добива името по античко племе некој пиерци. Сега идеме малце по-контраверзно за грците. Градот Кутлеш, на грчки Вергина, не знам зашто е класифициран како град, има околу 1000 жители. Името на Кутлеш има потекло од старомакедонскиот јазик, но можда и од старословенскиот јазик, нема како официјални докази од каде доаѓа името. Но во главно се поврзува со зборот кутол. Значењето на овој збор во главно би било простор, просторија, место. Други извори велат дека ова може да значи крут или непристапен простор, во смисла на објаснување на околината на ова место. Кога Грција го окупира овој дел од Османлиската империја во ран 20 век, тие го менуваат името во Вергина. Вергина е грчко женско име, што е грчка верзија на името Вирџинија. По една малок прошетка од Кукуш се наоѓаме во градот Бер, на грчки Верија. Грчкото име потекнува од митски творец наречен Верон, додека пак македонското име е доста по-комплицирана работа. Може да има илириско потекло, може да има тракиско потекло, може да има античко македонско потекло, може да е од грчки нешто сменето, или па потекнува од зборот Берба. 20 км северно од Бер се наоѓа Негуш. Како по обичај, Негуш нема официјални податоци од каде потекнува името. Може би потекнува од име Негуш, но може да и да потекнува од зборови како Негов, Негова, но среќа за мене грчкото има официјални податоци. Градот прв пат се спомнува во римско време, како Нова Августа. Со постепено време се менувало името неколку пати. Се сменило во Неа Августа, во Њагуста, во Њауса и на крај во Науса. Сега пак ако идеш околу 20 км на север, ќе се најдеш у Воден. Името потекнува од зборот вода, ова е поради што има многу убави реки и езера и посебно водопади во ова место, глеј, убајни. Грчкото име на овој град е Едеса, значењето би било град на водата. Реално има исто значење. Планината Каракамен е една од најголемите планини во Егејска Македонија. Сместена е одма запад од Воден, Негуш и Бер. Името потекнува од турски јазик, Кара значи црно, Камен значи камен. Црн камен. Со хеленизацијата на регионов, Каракамен си го менува името во Вермио. Името Вермио има антички грчки корени, ова е поради што тие сакале да го поврзат повеќе ова место со античка Грција, знаете, асимилација. Значењето би било убава природа.
А сега преминуваме во Западна Македонија. Името на Лерин има словенско потекло и потекнува од зборот лер. Нема врска со мењечот нешто, само е некој постар словенски збор, што значи ниска долина. Во османлиско време овој град бил запишуван под името Флорина или Клеринон. Денешното име Флорина потекнува од латинскиот збор флора, што значи вегетација ако некој не учел биологија. Најинтересен град за мене во Егејска Македонија би било Костур. Градот и околината личат многу интересни. Теоријата за името на Костур е дека имало некоја тешка битка тука каде што многу луѓе умреле и затоа се вика Костур. Грчкото име Касторија доаѓа од зборот кастор, што на грчки значи дабар. Изгледа имало многу од овие копу. Следен град за што ќе збориме за исто така и најголемиот град во овој регион. Тоа е Кајлари или Кајлари. Кајлари има потекло од турски збор. Кајлар значење камен, каменест предел. Грчкото име Птолемајда, именувано во чест на античко-македонскиот крал Птоломеј. Тој бил крал на Египет по распадот на Македонската империја. Одма до Кајлари се наоѓа Вртикоп. Името на овој град би го поделил на два дела, Врти и Коп. Врти се однесува на вртење на водата, како на пример во воденица, додека Коп се однесува за обработлива земја. Името на градов е сменето во 1928 година во грчкото име Скидра. Не се знае од каде потекнува точно ова име. Малце по-на југ се наоѓа Кожани. Името потекнува од зборот кожа или од занаетството кожарство. На грчки името е исто, само што е кажано со буквата З. Козани. За планини па најбитните се Вич, Сињак и Василица. Точната етимологија на Вич не се знае, но грчкото име е само копија од македонското. Вици. Сињак пак доаѓа од бојата сина. Грчкото име е верно и не знаат вистинско потекло на ова. Василица па го добива своето име од празникот Василица. На грчки е исто така Василица. Сега се враќаме во Солунско поле со градот Пазар. Порано овој град бил познат како Енидже Пазар. Тоа на турски значи нов пазар. Ова е поради што овој град бил голем трговски центар во османлиско време. Ама овој град се остарал, затоа веќе не е нов. Грчкото име Јаница. си го добива името од грчкото лично име Јанис, на нашки Јован. Блиску до македонската граница се наоѓа етнографскиот регион Меглет. Во него се наоѓа градот Суботско. Името на Суботско е поврзано со денот сабота, додека па етнографскиот регион Меглен е поврзано со магла. Грчкото име на Меглен е Амполија. Извори за потекло на името не сум нашол, додека па грчкото име на Суботско е Аридеа. Исто така не најдов никакви извори за ова, може нешто од антиката да е. Околу 1500 метри над Суботско се наоѓа врвот на Пајак планина. Името доаѓа од инсектот пајак, грчкото име па е пајко. Го земале македонското и малце го смениле. Од левата страна на реката Вардар се наоѓа родниот град на Гоце Делчев, Кукуш. За жал, нема официјални податоци за потеклото на името. Но луѓе тврдат дека може да потекнува од птицата кукавица. А грчкото име Килкис ни грците не знаат што значи. Во античко време во овој предел живееле племето Сиропајони или Сиропајони, не. Ова племе го основале градот Сер и името потекнува од нив. И за крај Источна Македонија. Овдека се наоѓа градот Драма и неколку планини во околина. Во македонската Википедија е запишано од каде може да потекнува името Драма. Пишува дека има теорија дека потекнува од грчкиот збор хидрама, што е поврзано со вода. Јас па најдов друга интересна теорија. Локалните легенди и преданија го поврзуваат ова со природните извори кои создаваат живот, односно представуваат динамика и драма на природата. Овие па сакаат да кажат дека имало многу драми тука. Името на овој град е потполно исто и на грчки. Околу градот Драма се наоѓаат трите планини Кушница, Боздак и Змијница. Грчките имења на овие три планини не се познати од каде потекнуваат. Змијница доаѓа од животното змија. Боздак е највисоката планина во овој регион. Своето име доаѓа од турскиот збор боз, што значи сиво. А планината Кушница си го добива името од турскиот збор куш, што значи птица. И за крај остануваат градот Кавала и Халкидики. Во латинскиот јазик зборот кабалус значи конј
Има теорија дека може да потекнува од тоа. Додека пак Халкидики си го добива името од антички град. Овој град не се ни наоѓал на Халкидики, се наоѓал овде на овој мртов остров во Грција. Но во античко време жителите на овој остров направиле колонија на Халкидики и го именувале исто со тој град таму. Subscribe и like.